Зошто ВМРО-ДПМН денеска во комисија го блокираше законот? Предлогот на дневниот ред го ставам на утврдување. Кој е за, молам да крене рак. 7 за. Кој ќе ви дадам? Не може пред утврдување на дневен ред имам право да ми дадете збор. Нема против. Кој е воздржан? Колешке, Нема воздржани. почитувајте го деловникот. И пред да го утврдите дневниот ред, дајте ми збор. Дајте ми збор. Сега? Не може сега, ќе ми дадете... Не, ќе се вратите пред да го утврдите дневниот ред. Благица, го кршите деловникот. Сега веднаш кој не се однесувајте диктаторски. Сега веднаш ќе ви дадам збор. Во оваа ситуација јас сум определена од председателот на собранието конкретно за оваа комисија да ја водам оваа точка. И ве информирам дека рокот за разгледување на истата точка е поминат и истечен и како што кажав сум определена конкретно за оваа точка. Кај пишува колешке дека вие сте определена само за оваа точка? Или тоа вам ви одговара и си го измислувате? Еве ги сликани со законот за бранители. Обид за дестабилизација се правело со овој закон. О, Мицковски. Абе, какви патриоти сте вие, овие па двајца, па овие. Прочитано уживо. Какви пратеници има овој состав на собранието? Тоа е една страшна работа, една деградација, една девалвација на функцијата пратеник. Благица fucking Ласовска е пратеник у собрание. И она збори за предлог законот за бранители. Ке пратеничке пуште се траска од земја. Јас сакам да ја прашам, Благица Ласовска, знаеш што се случуваше од 2001? Како не е срам? И незе и на сите тие што се пратеници таму, и нормално и на Мицковски и на сите поред. Комплетно на цела влада треба да им е срам. Не можела да го менува дневниот ред, а не е точно. И можеа до сега 10 пати да го стават на пленарна седница да се гласа за законот за бранители. Ама не смеат од влен. Значи ВМРО-ДПМН е со 58 пратеници. Не може да му се спротистави на еден влен кој што е во распад.